Централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава на дел од содржините кои ќе следат. Од денес пациентите од истокот ќе добиваат побрза, поефикасна и попрецизна диагностика за болестите на уво, нос и грло во клиничката болница во Штип. Маскиран крадец со закана со пиштол украл 33.000 денари од касата на Хит Маркет во населбата 8 ноември во Штип. Полицијата трага по разбойникот. 16, 17 и 18 септември е терминот за јубилејната пастрамалијада, Ю група, Рибња чорба, Здравко Чулик и бројни македонски музички ѕвезди ќе настапат на големиот гастрономски хепенинг во Штип. Делегација од кинескиот град Вуши во работна посета на Кочани се разговараше за потенцијалите на Кочанскиот крај во делот на оризопроизводството, искористувањето на геотермалните води и развојот и унапредувањето на планинскиот туризам. Во работна посета на Кочани престојуваше делегација од збартимениот град Вуши од Република Кина, која се сретна со градоначалникот на општината Радко Димитровски и стопанственици. Се разговараше за потенцијалите на Кочанскиот крај во делот на оризопроизводството, искористувањето на геотермалните води и развојот и унапредувањето на планинскиот туризам, посебно во спортско-рекреативниот центар Пониква. Презентацијата што ја имавме со нашите производи, македонски производи на сајмот во Вуши, ќе ја продолжиме и овде, ќе им ги покажеме нашите ресурси во делот на Осоговските планини на Пониква, во делот на геотермалните капацитети во долни подлог и во делот на другите капацитети, искуства кои што ги имаме со странските инвеститори во Кочани. Во делот на оризот соработката ќе имаме во делот на извозот на ориз. Значи нашиот ориз е мощно квалитетен, кога го презентиравме на сајмот во Вуши, тие беа одушевени од нашиот квалитет и можно е да се разговара во колку се најде интерес да се извезува оризот во Кина. Делегацијата од градот Вуши ја предводеше тамошниот прв човек на општината Јао Жијанхуа. Тука сме да ги утврдиме почетните инвестиции од Република Кина во делот на оризопроизводството, неговото органско производство со системот капка по капка. Ја разгледуваме можноста за пласман на кочанскиот ориз во Кина, како голем потрошувач на овој прехранбен производ. Искуствата ваши се големи во делот на странските инвестиции, па од тука и наши стопанственици се заинтересирани да инвестираат кај вас. Според договорот, соработката меѓу збартимените општини Кочани и Вуши ќе продолжи на културен и образовен план, при што се очекува размена на ученици и студенти од двата града. Следната посета на стопанската делегација од градот Вуши, Република Кина, е закажана за октомври, кога во Кочани се одржува манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Од денес пациентите од истокот ќе добиваат побрза, поефикасна и попрецизна диагностика за болестите на уво, нос и грло во клиничката болница во Штип. Тоа го возможува новиот фиберскопски апарат кој од денес е ставен во функција на одделението за уво, нос и грло. Одделението за уво, нос и грло при клиничката болница во Штип од денес со нов фиберскопски апарат за преглед на горните дишни патишта. Прегледот со овој апарат со кој се зголемува ефикасноста и точноста при диагностиката е безболен и трае десетина минути. Целта на апаратот е преглед на дишните патишта, започнувајќи од носот, сите тие регии што не ни беа достапни до сега, горни носни ходници, отворите на параназалните синуси, кој што исто така е многу битно. Со тоа може да се одреди доста честа патологија синузит без додатни радиолошки испитувања. Следејќи понатаму по дишниот пат, потребно е со овој апарат можеме да го прегледаме и грлото во сите негови спратови, најбитен е горниот спрат епифарингс, овде е познатиот трет крајник кај дечињата. Апаратот за преглед и диагностика располага и со други перформанси. Понатаму, може би најголемата примена за каде што највеќе се употребува овој апарат е преглед на грлото, сите негови составни делови, најбитно гласилките,
Битно е дека апаратот ни е видео снимка ни дава, не е значи само статична една снимка, со тоа го гледаме и движењето на самите гласилки, го гледаме и секоја патолошка премена. Во оваа регија од карциномите најзастапен е планоцелуларниот карцином на ларингс. Со овој апарат би можеле да рана детекција да одредиме, а со тоа и полесен натаму план за третман и рехабилитација на пациентите. На одделението за оториноларингологија во Штип неделно се вршат по 7 до 8 оперативни зафати. Во моментот ово одделение располага со потребната опрема, но секогаш е неопходно таа да се обновува и осовременува. Остануваме со здравството. Денес СДСМ Штип одржа пресконференција предизвикана од прекинувањето на договорот за работа на 25 волонтери во клиничката болница во Штип. Од болницата со одговор дека се работи за задоволување на законските рамки. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Штип денес ја обвини владата на Република Македонија и раководството на клиничката болница во Штип дека без образложение и најава им бил раскинат договорот на 25 волонтери од клиничката болница во Штип. Покрај хроничниот недостаток на медицински персонал, без никакво образложение или најава, во текот на вчерашниот ден раскинат им е договорот на 25 волонтери кои подолго време беа ангажирани во Штипската клиничка болница. За причините за овој чекор до овој момент никој од надлежните не им даде одговор на избраканите волонтери. Не може да нема пари за исплата на волонтерите, а да има пари за зголемување на паушалите за членување во управниот одбор на болницата. Членовите на управниот одбор на Штипската клиничка болница самите си го зголемија паушалот за 100%. Од болницата со одговор дека намалувањето на бројот на волонтери заради законската обврска тие да не се повеќе од 1% од вработените во клиничката болница. Согласно законот за волонтерство имаме право да задржиме само 1% од вкупниот број вработени. А тоа значи 5 вработени. Ние задржавме 6, согласно нашите потреби на болницата, останатите име прекинат договорот за волонтерство. Меѓутоа, сите се известени, а вака јавно сакам да ги известам, дека добиена е согласност од страна на Министерството за здравство за прием на 60 вработени со договор на дело, од кои 10 хигиеничари, 10 болничари, 20 доктори и 30 медицински сестри. Што се однесува до паушалите на членовите на управниот одбор, од болницата појаснуваат. Мора да кажам дека тие на една од своите седници го зголемија паушалот во однос на оној што го зимаа 2015 година. Но тоа не значи дека истиот ќе биде исплатен, затоа што на почетокот на годината ние изготвуваме буџет за тековната година и тој износ нема да биде исплатен затоа што не е вкалкулиран во буџетот за тековната буџетска 2016 година. Клиничка болница Штип, сходно планот и програмата за 2016 и во координација со Министерството за здравство и владата на Република Македонија продолжува со проектите кои што се предвидени во рамките на нашата болница, како што се изградбата на новата болница, продолжување на трансформацијата на волонтерите во решенија, односно договори на неодредено, со што бројката достигна некаде околу 47 примени нововработени, исто така во 2 акта со кофинансирање примени се да е туше се вкупно 15 нови колеги кои ќе воспостават работен однос со КБ Штип во различни одделенија спрема специализациите на кои што веќе се започнати и кои што ги преземавме. Така да станува збор за бројка од над 60 нови вработувања. Универзитетот Гоце Делчев Штип продолжува со вториот ден од првиот уписен рок. За академската 2016-2017 година, според конкурсот се предвидени слободни места за над 5000 завршени средношколци. И денес најголем интерес студентите пројавија за Факултетот за медицински науки. Втор ден упис во прва година до дипломски студии за академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на кој има слободни места за повеќе од 5000 завршени средношколци.
Она што може досега да се види е дека интересот е според очекувањата, информираше професор доктор Кирил Барбареев, проректор за настава на УГД. Досега имаме околу 1300-1200 студенти вчера и почетоците од вториот ден. Уписите продолжуваат. Она што можеби е добро да се потенцира во овој момент за оние кандидати кои што имаат електронска пријава, постои мала доза на недоразбирање. Кандидатите кои што имаат само електронска пријава исто така мора лично да дојдат во текот на овие денови за поднесување на документите, така да имаше неколку такви јавувања дека останува само електронската пријава, но мора да ги поднесат документите за евиденција и проверка на нивните оцени од средно образование. И денес најголем е интересот за факултетот за медицински науки. Некој економскиот факултет има некаде околу 70 кандидати, електротехничкиот факултет 50, земјоделскиот 32 кандидати, машинскиот 15 кандидати, музичка академија 15 кандидати, правниот факултет во Штип има 50, Технолошко-технички факултет 20, факултетот за информатика 55, медицински науки 305, факултетот за образовни науки 26, факултетот за природни технички науки 59, факултетот за туризам и бизнис логистика 132 и филолошкиот факултет 50 студенти. Тоа е некаде близу 1200-1300 студенти. Службите на УГД ќе примаат документи до крајот на оваа седмица и сите заинтересирани кандидати ќе можат да аплицираат во просториите на стариот ректорат во Штип или во просториите на факултетите во дисперзираните центри. Инаку, оние матуранти кои нема да се запишат на првиот уписен рок, можност за запишување ќе имаат на вториот уписен рок на 25 и 26 август и третиот на 5 и 6 септември. Жетвените активности завршија, родот треба да е во амбарите. Земјоделецот Делчевско не е задоволен од работата на комбајнерите. Според него, наместо во вреки, половина од родот останува на нивите. Земјоделецот Делчевско незадоволен од пристапот и работата на жетварите, односно комбајнерите. Pero Калајджиски, како самостоен земјоделец, вели дека сака јавно да предупреди за да помогне во иднина, да не се случуваат грешки и земјоделците да добиваат поголем придонес од пченицата и јачменот. Жнеат многу високо, нема позади да сопира семето, нема тие што тресат и ние ги нема. Наместо да најдеш од декаров 300, 400, 500, 600 кила, 50%, 45%, 50-60% го фрла на земи, со сламата, бидејќи нема со што спречуваа. И многу високо се жние. Жетвата ја диктира комбањерите. Кога дојдат, тока жниеме. Ние немаме ратари во пијанецо, за да кажат кога треба да се жние. И гледате, при самото вртење, колку високо гази. Това е сгазено. Наместо да излезне на крајо, он унивата врти со десното тркало и гаси. Наместо на висина од максимум 12 сантиметри, комбајнерите жнеат на висина од 30 до 40 сантиметри и затоа поголем дел од кластот не може да се преработи и житото, наместо во вреките на земјоделците, завршува на нивите. Жетвата е од 40 до 60 до 50 сантима висока. Нема што да класто нема што да го сгруа, нема што да падне житото. Класто бега целио надвор. Колку треба да биде висината? Висината треба да биде од 8 до 10 сантим, па 12 максимум. Пожнеано. Вие видехте дека пшеницата е 60 сантима, а е жнеано 45 па до 50 сантима висината. Во пијанецо немаме паднато дош скоро 2,5 месеца. Јачмина колку е поникнал. Поред мене е тоа што комбањите превише фрлаа житото надвор него што оди во вреките или во џаковите. Ево, погледајте. Гледај што е зрна. Молиме, погледнете колку непоникнати зрна има. А гледајте колку се поникнати. Ќе ве молам, гледајте. Тоа е лага или не е? Во името на сите земјоделци Калајджиски бара жетвата да биде редовно контролирана од стручни лица, за да се врати приносот на земјоделците кои некогаш од еден декар добивали и по 500 и 600 килограми жито.
Земјоделието е една од најзначајните стопански гранки во Република Македонија, во која наоѓаат екзистенција дел од граѓаните на општина Штип. Во последните десетина години владата посветува внимание на развојот на земјоделието во сите негови сегменти. За поголем придонес во подобрување на состојбите во земјоделието се покренува иницијатива за организирано едуцирање на земјоделците од Штип и околината. За таа цел Комисијата за земјоделие и Центарот за комуникации при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип изготвија содржана, обемна и разбирлива програма за едукација. Програмата за едукација на земјоделците опфаќа предавања 2 пати месечно во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Правото предавање ќе биде утре, среда, со почеток од 19 часот. Теми за едукација ќе бидат актуелни теми во земјоделието, а едукатор ќе биде агрономот Љупчо Иванов, кој зад себе има неколку децениско едукативно искуство во земјоделието. Се покануваат сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на предавањето. Разбојништво во Штип. Маскиран крадец со закана со пиштол вчера во 21 часот украл 33.000 денари од касата на Хит Маркет во населба 8 ноември. Полицијата трага по разбојникот. Синоќа околу 21 часот и 5 минути во продавницата Хит Маркет на улицата Боро Арсов во Штип, непознат сторител со закана со пиштол извршил разбојништво над вработената, при што од регистар касата одзел околу 33.000 денари и заминал во непознат правец. Секторот за внатрешни работи Штип презема мерки за пронаоѓање на сторителот. Здравко Чолич е музичката звезда која ќе пее на последната вечер на годинешново 10-то поред издание на Штипската пастрамалијада. Освен него, пред љубителите на пастрамалијата и добрата музика ќе слушнеме и многу други музички изведувачи. 16, 17 и 18 септември се датумите кога ќе се случува пастрамалијадата, на истата локација како во изминативе 3 години, Штипското дојле. Останува уште точно 1 месец до почетокот на годинешново 10-то поред издание на Штипската пастрамалијада. Подготовките за јубилејното издание се во тек, а она што официјално денес беше соопштено е дека главна звезда ќе биде Здравко Чолик, кој ќе настапува третата вечер. Освен Чолик, на 16, 17 и 18 септември, за кога е предвидено да се реализира пастрамалијадата, пред штипјани ќе настапуваат уште многу познати музички имиња од Македонија и од бившо југословенските простори. Првата вечер, петок, значи на 16 септември, ќе настапат Момо Николовски, Александра Јанева, Ристо Самарџиев, како вовед во главната атракција, тоа е некогашната екс-југословенска рок група Ю група. Во сабота на 17 септември настапуваат Силви бенд, Куртиш бенд, Јордан Митев, како вовед во уште една рок група, позната екс-југословенска група, тоа е Риблја Чорба, која што се враќа во Штип може повеќе од 10 години. И во недела, финале на Штипска пастрамалијада 2016, настап на повеќе изведувачи, логично бидејќи финале. Како вовед во главната музичка звезда ќе послужат Ферус Мустафов, Хајкју бенд, Мартинијан Кириловски, Мартија Станојковик, Антонија Гиговска и се разбира некаде по 23 часот звезда на вечерта или на самата манифестација познатиот поп-пејач Здравко Чолик. Штипската пастрамалијада и годинава ќе се реализира на истата локација, кај делот од градот наречен Дујле, зашто општина Штип веќе се координира со сообраќајната полиција во однос на регулирањето на сообраќајот во текот на 3 дена. Подготовките се во тек и од страна на угостителите и тоа преку Сдруженијето на угостители кое функционира во општина Штип. Минатата година имавме околу 30 на угостители, годинава со своји штандови, годинава интересот е многу поголем. Меѓутоа во тек се активностите околу извлекувањето, односно лоцирањето на штандовите. И годинава нема да изостанат активностите кои се карактеристични за пастрамалијадата, како што се брзото јадење пастрамајлии и трката на келнери. Главен покровител на манифестацијата е општина Штип, зашто се обезбедени 1.250.000 денари од буџетот, а освен општината, пастрамалијадата финансиски ја поддржуваат и голем број познати предпријатија. Руското министерство за одбрана денеска соопшти дека бомбардери извеле неколку напади врз складишта со оружје, воени кампови за обука и 3 командни штаба на подрачјето на Алепо.
Во воздушните напади уништени се 5 големи складишта со вооружување, муниција и гориво, кампови за обука на бунтовниците, како и голем број вооружени лица, наведе руското министерство. Бомбардерите нападите ги извеле од воздухопловната база Хамадан во Иран, а подршка добиле и од борбените летала од базата во Сирија. Во последните неколку месеци Русија и Иран ги зацврстија своите врски, откако Москва ги укина повеќето санкции кон Техеран. Над 170 куќи, продавници и стопански згради изгореа за само 24 часа. Пожарот го уништи целосно целиот град во Калифорнија. Жителите се евакуирани. Градчето Лоур Лейк има над 1300 жители, а многу од нив го имаат изгубено целиот имот. Гувернерот на Калифорнија прогласи вонредна состојба во регионот за да можат настраданите да добијат помош од буџетот на државата. Полициски екипи во Истанбул приведува 136 вработени во 3 судови во рамките на истрагата за неуспешниот обид за воен удар, изведен во Турција на 15 јули. Канцеларијата на главниот обвинител во Истанбул издаде налог за притворање на 173 вработени во судовите Чаглајан, Бикиркој и Гази Осман Паша, од кои 136 се приведени од вчерашната операција. Полицијата извршила претрес во судските канцеларии и одзеде компјутери, а други полициски тимови извршија претрес во домовите на осомничените. Пингпонгарската репрезентација на Македонија од 18 до 22 август ќе зеде учество на 42-то Балканско првенство во пингпонг за сениори до 21 година, кој ќе се одржи во градот Никшич, Црна Гора. На ова Балканско првенство учество ќе зедат 10 репрезентации, односно преку 150 надпреварувачи. Во машка конкуренција, начело со тренерот Ване Барбареев ќе учествуваат тројца членови. На ова првенство ќе зедат учество од 10 репрезентации во машка и женска конкуренција и преку 150 надпреварувачи во машка и женска конкуренција. Составот на македонската репрезентација ќе биде составени од 3 члена, односно тоа се играчите Костадиновски Филип, Јованов Христијан и Кристијан Јованов. Јас исто како тренер на репрезентацијата. При тоа, на ова првенство ќе настапуваме во 3 категории. Тоа сме, значи, првите 2 дена, четврток и петок ќе земеме учество во екипна конкуренција, поделени во 2 групи, каде што ждребот ќе се изврши при самото пристигање во Никшич во Црна Гора. Додека пак сабота и недела ќе биде во поединечна и во поединечна конкуренција и во игра на парови. Подготовките веќе се завршени, а репрезентацијата очекува и освојување на некои од првите награди, изјави тренерот Барбареев. Подготовките ги направивме во Скопје, направивме мини подготовки за ова Балканско првенство, па секако очекуваме еден добар настап и да освоиме барем една од првите 3 места. Инаку минатата година градот Штип беше домаќин на 41-то Балканско првенство во пингпонг, на кое настапуваа најдобрите селекции од Балканскиот полуостров, а репрезентацијата на Романија беше балкански шампион и во машка и во женска конкуренција. Пауерлифтерот Бошко Стаменковски засилено се подготвува за предстојниот светски шампионат во пауерлифтинг. Надпреварување кое од 17 до 24 септември ќе се одржи во Књажевац, Србија, а на кое во дисциплината бенчпрес Стаменковски ќе се обиде да стане првиот македонец кој ќе го руши светскиот рекорд за надпреварувачи со тежина до 67,5 килограми. Продолжувам со подготовки за светско такмичење, пошто планирам на светско такмичење да одам до 67,5 килограми, каде планирам во оваа категорија да го рушам светскиот рекорд и да бидам првиот македонец кој има срочено светски рекорд во овој спорт. За рушење на рекордот е потребен и доста исцрпен тренинг, вели Стаменковски, кој за таа цел дневно одвојува над 4 часа за различни видови на вежби. На сабајле тренирам кардио и полесни вежби, стомачни, после возам бицикл околу 50 км секој ден, трчање на стадионот и навечер правам интензивен тренинг со поголеми тежини. Значи, повеќето од тренингите ги обавувам дома, имам направена собствена теретана, таван джим, кога тренирам со поголеми килажи, доаѓам овде во Делчево
Инаку Стаменковски е еден од ретките спортисти кој за краток период освои се што можеше да се освои во овој спорт. Последните негови успеси се златните медали на Европското првенство во Рованием и Финска, а исто така овој човек минатата година освои злато и на Светското првенство кое се одржа во Лас Вегас. Од 19 до 21 август градот Пробиштип ќе биде домаќин на најдобрите одбојкари на Балканот. Одбојкарскиот шампионат е во организација на Одбојкарската федерација на Македонија, Балканската одбојкарска федерација и коорганизатори на шампионатот се одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори и општина Пробиштип. На овој балкански шампионат учество ќе зедат 9 репрезентации, односно Бугарија, Црна Гора, Србија, Молдавија, Романија, Грција, Косово и Македонија. Локација на настанот Аквапарк. Ова беше се во вториот дневник на Канал Плюс. Се гледаме повторно во третиот дневник во 23 часот. До тогаш имајте пријатна вечер.